Добре дојдовте назад во, би рекле, најпредизвикувачки и најтопло патување, а тоа е родителството. Морам да признаам дека денешниот гостин за мене е предизвик, бидејќи јас некаде како дете и благодарејќи на брат ми и некаде во тинеџерските години растев со неговите стихови. Така да, добре дојде, денес со нас е Тони Петковски, односно Тони Зен. Како се чувствуваш? Па убаво. Фала на поканата, да. Баш ми е мило што си растала со мојата музика и сега ќе збориме за родителството. Да. И денес ја слушам мислата, али така некако ми беше многу мило и многу драго дека како дете, нели, растев со тие стихови и сега еве денес имам чест да разговараме на оваа тема. Додека се подготвував за овој подкаст, налетав на едно за мене нешто драго што го случнав, Тони, а тоа е дека семејството, Јансен, сопругата, ги опишуваш како нешто вистинско. Како некое вистинско чувство на еден од подкастите. И може ли да ни опишиш, например, какво е тоа секојдневие со нив? Па сега или од почетокот? Ајде, може. Да. Освен дека е прекрасно и е убаво секој искуство, зависи понекогаш. Почесто гледаме да оди Јасен во градинка. На некој начин од кога се роди он, од кога е он со нас, од кога сме заедно, се менуваат и навиките нормално. Јас се трудам, гледам да сменам многу навики од претходно. Сопругата на нејзе полесно иде тоа, мислам, од секој аспект на женското битие у сам старт тие навики одма се изфрлаат. Новите навики како родител одма доаѓаат сами по себе, дали е тоа инстинктивно или па љубовта е у старт од изворот присутна, не треба многу адаптација како машкото. Ова е моје лично искуство и од искуство на пријателите мои, зборам татковци. Предпоставувам дека нели самото носење на 9 месеци создава некаква конекција, да. А таткото кога ќе се вклучи во родителството. Таткото се вклучи веќе малце, чекај колку е сад и веќе сум прилагоден. И е убава навика да се станува рано, да се носи дете во градинка, да се легнува порано. Многу убава навика за разлика од тоа што мојот живот, низ овие 20 кусор, 25 години постојано работење ноќе, каде што се нарушува балансот, биоритамот и така натака. Сега најдов некој убав баланс каде што нели се станува рано, па тие се навики многу побави од оние другите. Денот е нели носење сабајле Јасен у градинка, Алф кучето да се прошета, сопругата на работа и јас на работа, еве. Ова ми мене работа, тоа викам, шо еве, идам по подкасти. Тоа работа ми навечер ако има нешто преку ден, некои средби со станоци, што би рекле, за да се договориме за некој може би, нели, проекти, идеи, концепти, бидејќи мојата работа е тоа што би рекле слободен уметник. Супер. Некаде и вежбање, извини. И вежбање. Некаде можам да заклучам дека со самото доаѓање на Јасен, организираноста и дисциплината, нели, од ритуалите, рутините некако се појасни од типот, нели, градинка, кога се легнува и целиот ангажман. Налетев на информација дека твојот тато бил во спорт на карате, слушал квалитетна музика, мислам, семејството, ти некаде во спортот на кошарката создаваш квалитетна музика. Имам чувство дека, окей, твоите родители биле тука, но сепак си имал чувство на слобода, колку тоа го има Јасен. Го има во потполно, што мислам дека е многу важно за развој на било кое дете да се развие во умно дете и да си фати прав пат. Многу е важно да се даде таа слобода и љубов. Јас сум ја добил и затоа и сакам да ја пренесам. Нема поважно од тоа, слободата и љубовта нормално има, како да кажем,
внимавање на детето секој негов чекор што го прави. И наблюдување на тоа какви избори прави, какви одлуки, како се игра со своето тело, колку се грижи за своето тело или куќата, својот дом. Односот каков му е со комшиите, со другарчињата, со луѓето во надворешниот свет. И мислам тие работи се важни за да се, нели, сето тоа внимание на родителите е многу важно, баш на овие точки, да се наблюдуваат децата без да има некои, не знам, рестрикции или ограничувања. Нормално се стравот е присутен и после приметувам, знаеш, ке кажат, абе, знаеш, оста го, како да го оставам, тој сака салто напред да прави, има 3 години, 4, знаеш, братчето, и такви некои се јавуваат рефлекси, механизми кај родителот, меѓутоа, пак ќе кажам, и не треба многу да се околу тоа, не знам, вознемируваме или притресуваме, него едноставно треба да наблюдуваме со многу љубов и будност и свесност. Свесност, будност, наблюдување, да сме околу детето, ама сепак да го има тој простор за да има слобода, да, развивање. Да, од внатре се работи тоа претежно, таа внатрешна работа, бидејќи самото поврзување со децата, ја го учам тоа, е многу повеќе од внатре него ли од надвор да се извика, да се каже, и тоа влијае, секако дека, меѓутоа повеќе од внатре. Сите ние различно веруваме во нешто и ја негуваме нашата духовност и нашиот мир и сите тие вредности, колку тоа има големо влијание во родителството. Па најголемо. Со тоа што е целата суштина во тоа, во нашето постоење, без разлика дали е битието слободен или родител, најважно е тоа негување. Или што би рекле внатрешното или духовното. Се што е надвор е материјално, тоа е духовното. Многу важно е тоа негување, бидејќи све што гледаме од надвор доаѓа од внатре. Сега што има внатре, секој за себе. Да, вајде со свесноста, сигурно, нели, со расчепкување на тие работи што се внатре, не секогаш се лесни да видиме што имаме внатре во нас и можеби некои работи ќе треба да ги промениме. Сите ние доаѓаме од некаков систем, од некакво семејство, можеби нешто ни се допаѓа, може и носиме, и е здраво и е функционално за нашето идно родителство, можеби нешто е не толку функционално, па треба да подлежи на некаква промена. Во однос на емпатијата и однесувањето на Јасен, верувам дека он учи многу и од вашето однесување како родители. Има ли одредени, например, пораки кои што му ги праќате во однос на како се однесува со другарче, што доколку биде нападнат? Еве, јас во пракса, кога работам со клиенти, често слушам, ако те удираат, удри ти. Да, ја велам, ако те удрат еднашка, кажи на учителката, ако те удрат втор пат, врати им. И он тоа го прави и неколку пати се случило да он биде тој кривиот. Можеби дека, не знам, можеби сам си создава такви ситуации. Знаеш, децата мили се од душата, меѓутоа знаат да направат некој потек. И тој потек како домино ефект, знаеш, да ги фати сите, ама еден секојаш ќе биде крив. Тоа ќе биде као по среќа или несреќа, ти си крив, а не е, да речем. И тоа се случува многу често, сум приметил. Поготово децата која се во колектив некој, дали во градинки или во школа, и сега се случува неколку пати онда тоа му се случи и го учиме секако. Сам да си биде одговорен за такви последици, ако има, нели, дека ако се случи нешто, ти си за тоа крив, не си бил умен, и сега тоа не си умен, е процес кај што сега станува, треба умен, а умен бев. Да, умен беше, браво, и, нели, децата сакаат да бидат, мислам, сакаат, таа размена се вика наградување, нели, да го наградиме детето со нешто. И постојано тоа се случува, постојано и ние учиме, он учи, така мислам дека се стекнува таа свесност за околината и како треба да се јас однесувам, мислам, детето како треба да се однесува кога е во дружина.
Ме радува што одговорност некако го поврза со последица, затоа што јас често пати послушам казна и ние секогаш зборуваме дека нели одговорноста носи позитивни или негативни последици и се договараме во однос на тие последици. Ова во однос на удирањето, често пати децата кои што јас викам, не се креирани и не се создадени да удираат, кога имаме, окей, ако те удре тебе некој удри и ти, имаат чувство на вина дека прават нешто спротивно од тоа што го имат во себе, спротивно од тоа што го гледале во семејството. Да, се слагам, не мислам воопшто ја мислам дека ние не сме насилни како битија. Меѓутоа, тоа се некои механизми, рефлекси кои што со текот на времето како одбранбен механизам се јавуваат и затоа кажав се случува некој домино ефект и ќе стигне кај тој и таму е курслусот и нешто ќе се случи однатре бидејќи тоа е како некој мрежно поврзување и се јавуваат такви после нагони за нешто да се случи физичка повреда. Не само тоа, него и низ тој процес, мислам дека они сакаат внимание, кога ќе се удрат или кога ќе се степаат, пак внимание и упрашање, не толку насилство однатре, да има и некои потиснати емоции, меѓутоа повеќе внимание и види вратив или му удрив, така ми кажале дека силен сум, да, и така натака, како нека доминантност. Меѓутоа ние не го поставуваме тоа така, не го учиме тоа, не треба да доминира, не треба да биде главен, силен, него ако те удрат еднашка прв пат, не е она сврти образ друг или не каже на учителката или кој е одговорен во тој момент. Супер е за тоа. сега. Да. Кога ќе пораснеш, кога ќе бидеш голем, ако те шљакне им два пати. Ќе биде голем. Сигурно ќе знае, меѓутоа многу е важно, мислам, и ние го учиме на тоа да не дојде до тоа. Тука е мудроста. Да не дојде до удирањето и до тоа да треба јас да вратам. Значи тука е целата игра. Да може да и на таа возраст и секогаш викаме, нели, наставничка или некој кој што е одговорен со цел да корените на детето на 6, на 5 години, на 3 да не биде удира и ти, затоа што ако тогаш од старт кажуваме брани се со удирање, веќе нели на 15-16 ќе биде нешто поразлично. Ќе зборам прво за мене, јас доаѓам од една генерација кај што емоциите, не знам, во образование некаде ги немаше, повеќе беше дисциплина, завршување на обврски. Океј, дома родителите биле свесни да проценат, нели, одредена лутина, ама повеќе било кон тоа да луци, непослушен си и тако даље. Колку мислиш дека денес зборувањето за емоции и дома и во образованието е присутно и може ли нешто да смениме повеќе за тоа? Па може сега кога си постојат обуки кај што родителите може да идат да вежбаат на емотивна интелигенција, да се развие тоа, да може да се искажуваат слободно емоции, поготово за мажите. Ние знаеме многу поише да се затвориме, ако се затворам, тоа нема отварање, ама ако се отворам, сум отворен, за разлика од жените. Они се многу поотворени, многу полесно може да го хендлаат тој процес на таквата комуникација. И мислам дека не треба многу да се потиснуваме и дома и било каде, него треба едноставно да се отворат тие работи за да нема после последици и детето. Бидејќи детето многу прима, ако е затворена атмосферата од родителите и детето се затворено. Да. Ако е отворена, детето е надвор шампион, отворен, нели, најсмешен, има крилја во позадина, да. Има, да, се приметува тоа, мислам, ни сите генерации е истото, не може сега ова време, у моето време, нема време како време, време. Само технологијата може би влијае повеќе сега дека била порано, ја немало. Иначе ние како компјутер внатрешен, како систем сме од секојаш истиот. Изворот е истиот. И тој си се цело време си тече. Посебно истиот верувам кога ќе обрнеме внимание на оние на вистински вредности, од љубов, од почит, од
емоции, пошто ако малце нели тој компјутер отидеме во еден друг свет, мислам дека тој духовен момент или тој мир кој што еве не е потребен во однос на родителството, некако го губиме. Да, затоа што ќе кажам технологијата, слободно можам да кажам дека е виновна технологијата и преголемата конзумација на не знам, предмети. Работи што ја го правам истото. Ја сега гледаме по дома нешто расчистуваме и викам. Преокупирани со небитни работи и се губи тој внатрешен инженеринг, што би рекол Садгуру. Не се осврнуваме на тоа да поработиме, него на чекај што да купам ново, нешто утре излага, не знам. Да си го надградам просторот, пошто ми е преполно и уште толку да го... Да го затворам. Да, тоа пак ќе кажам, виновна технологијата и оние кои што сакаат низ тој процес, низ тоа што го создале, да исцрпат најмногу колку што може, да ги натераат луѓето да бидат као на некој начин зомби или робови, да трошат, да купуваат цело време и да заборават на себе. А не дека не може тоа одма да се смени. Може, само треба да се сменат желбата и навиките. Најтешко е. Сам ја истото сум го проаѓал и го проаѓам, не, сега како некој... Сум се олеснил готово, сега сум ја... Човекот учи додека е жив и се променува ми буквално. Таа желба за учење, повеќе, повторување, паѓање, кревање, пак учење од грешки, тоа ме води и треба да не води напред за да се духовно развиеме повеќе отколку материјално. Ова во однос на паѓање и учење од грешки, метафорично колку му дозволувате, иако е 6 години, јас на таа возраст да почувствува некоја грешка и да некако учи од таа грешка, а да не мама и тато веднаш се тука помагаат. И обете се случуваат. Да, ја знам многу пати да сгрешам, онма чекај да ќе ми текне, дека остај го сам. Пак ја кажам, тоа е таа инстинкт родителски, дали е можеби па не страв, па можеби страв, чекај. И во рете да се има тој страв, да, родител, во рете. Да, има некои родители секоја чест гајли детето скока, рипа прави, некој прави работи. Ја верувам дека во позадина и кај нив има страв, пошто тоа е нешто кое што... Меѓутоа јас така сум, наречеме, мислам, наблюдувам, гледам и се случуваат работи, нели, пак е дете, кревко е. И многу пати гледаме да го оставиме да си примети што сгрешил за да научи од тоа, следниот пат. Успева? Пак ќе сгреши, пак ќе утне негде, меѓутоа дете, тоа е... Еве, секој нека се запраша што памти кога имал 4, 5, 6 години, ништо. Тек почнуваме негде веќе прво, второ деление веќе да памтиме, нели, се собираме, школа идеме, пак клупата, можеби нешто памтиме од 5-6 години, можеби забавиште сум идел, тоа мајка ми што ми го пратила миленцето за да си ставам за ужинката и некако другите работи, грешките, паѓање, тепа, појма не. И сега тоа ја го приметувам, нив им се случува тоа и они за тоа се, кој ја, па што направив се? Уште немаат они до толку развиена свесност да складираат, да меморираат, па да само, чекај, памтам тука и сега следниот пат, не. Они се така малце се уште отворени и само следат некакви насоки, се меморира све точно, меѓутоа не треба да толку да сигурно дека остава нешто, некоја поинтензивна емоција, дали возбуда позитивно или некогаш имаме оние, ние ги викаме негативни емоции, односно тага и сето тоа, ако е поизразено и поинтензивно, останува како одредена меморија или како одредено чувство кое што како расте ќе го носи со себе, а можеби нема па да има идеја од каде доаѓа тоа чувство. Некако сме повеќе, има исклучоци во се, па така и во ова, али во време кај што повеќе не ја слушаме толку љубезноста и почита од страна кај младите. Некако е све брзо, све инстант и можеби ја нема таа скромност, здрава скромност, колку еве уште на оваа возраст се обидувате нели со јасен да го зборувате тоа што значи почит, што значи емпатија, како се покажува.
Па со него конкретно мислам дека прашува го интересира него некои работи, меѓутоа уште е рано да ги учи тие термини, изрази и тоа. Децата они го имаат сами по себе го имаат тоа, меѓутоа уште е рано, поготоа за јасен зборам, да почне тоа да се развива и приметува. Да, он, ако не каже, пример, јас лично му правам да научи дека треба кога колку он да е љут или му се спие, кога ќе влезе во лифт и го носиме, да речеме, у градинка или било каде кога ќе се сретне, да каже добар ден, здраво, чао, пријатно. Супер. Кога нема да каже, не дека ќе го искарам него, ќе му кажам дека не си умен. И сега за него тоа не сум умен, како не сум умен, значи дека ако не сум умен, никој нема да те дружи и така натака, и сега он тоа го гледа како нешто што е многу големо за него, не знам, тука уште дека постои некој збор како почит, респект или љубезност, не знам. Предпоставам повеќе го чувствува кога не гледа нас. Како вас по ситуација. Како некој момент на сум умен или не сум умен, и крај, тука завршува приказката. И следен пат здраво, добар ден. Умен бев тато? Да, умен беше и сега заради тоа нели добива, не знам, нешто. Мислам, не дека он понекогаш и да, права така, нели кои имаат момент на манипулација мала, ситна, за да добие нешто, меѓутоа некад искрено го прават и така се развива таа почит уште од мала возраст. Ама тоа треба низ комуникација, низ игра, па и за фраканција да се стегнат такви навики додека детето уште мало. После тоа ќе му стане јасно дека ова е респект, ова е почит, и веќе кога е навика, тоа веќе самото си живее однатре чувството на почит, љубезност или посебно да, и на таа возраст кажуваме дека учат од моделот, од однесувањето, отколку ние нели да зборува вербално и кажуваме. Некако додека разговараме, присутен не е зборот умен. Умен. Често го користите тоа? Да. Мислиш дека има некоја друга, баш би сакала да поразговараме како поинаку да го кажеме умен, затоа што има една, ајде ќе зборам малце денес и од лично. И умните деца имаат право да покажат кога се лути. Пошто никако кога одиме умен, како да забрануваме да има лутина, да има некој однесување, оти обично позади некој однесување нели имаме одредена емоција. Јас секогаш викам дали тоа може би умен ќе направи постојано да биде умен, па дури и кога некогаш ќе сака да каже не во една повозрасна доба, не го сакам, ова ми пречи, ова не ми е окей. Имаш идеја може како поинаку може да се каже умен, не умен? Не мислам убаво да си остане тоа умен, наместо паметен си, умен ми е поддревен збор некако, меѓутоа тоа е само збор. Тоа е само збор што го носи кон некое дејствие, нешто да направи у тој момент. У други моменти он може слободно да биде љут. И сега има моменти ние кога не му викаме ние цело време умен си, не си умен, као под хипноза да е умен, не. У некои моменти се случува тоа да го употребиме тоа како некаква насока за нешто да си промени или да се примети дека иначе слободно чувствата може да се бидат било какви и убаво да се искажуваат онакви какви што се. Дури и би му рекле браво умен си, ако стварно е љути, стварно почне да покажува љутина. Мислам, тоа е умен. Ако не криеш, ако си стварно ти со тоа чувство и стварно го искажеш како што е вистински, ти си стварно умен, пошто не ми покажуваш нешто друго да ми заскриеш, него ти си стварно тој љутиот. И окей да си љут. Окей да си. Тоа треба да го научиме сите, не само децата. Значи се додека си вистински и вистински го покажеш чувството и се совпадне тоа што го мислиш, чувствуваш и го кажуваш, тие три работи кои се уедно, ти си едност и ти си умен. Многу едноставно е. Многу ме е драго ова вистински, ми кажав кога се подготвував на подкастот, ми пробуди одредена емоција заради тоа што се почесто гледаме не толку многу вистински работи. Суштината е на тоа со овие три работи да го негуваме за да дојдеме до тоа вистинско, што е вистинско за секој од нас. Вистина е таа, мислам може сами да си приметите на себе. Ја си приметувам на себе, ако некојаш нешто мислам,
друго чувствувам, трето кажувам, тоа е, значи, јас сум хаос, сум неумен. Сум неумен. Сум неумен и сум хаос, да речеме, а као демек нешто вистински не врска нема. Се лажам сам себе па другите. И да создава фрустрација и... Да, и после тоа стои се таложи, ние не приметуваме, као, окей, сум све, да, сме изглумили. Наеднаш? Да, и тие тоа, тоа се случува многу често кај сите, не само кај мене. Мислам, кај мене многу пати, свесен сум, приметувам и гледам после следниот пат да не, за да не ми биде неубаво и да бидем чисти, отворени, да можем да продолжам низ чистина, се трудам, гледам да го, тоа што го мислам, тоа што го кажувам и чувствувам да се совпадне, да биде едно исто и да стојам позади тоа. Единствената вистина е тоа. Тешко ли беше да се дојде до таму? Не знам, некако да им пренесиме и на родителите и на сите оние кои што го следат подкастот, колку е тешко да дојдеме да сме баш со тие три работи, тоа што чувствам, тоа што мислам и тоа како се однесува. Можеби најтешките работи се тие, некои луѓе си ги имаат природно, не ги приметуваат, не го прават тоа со напрегање, него едноставно природно доаѓа секоја чест и тоа се стварно благородни луѓе. Ја пак ја кажам, работам постојано, вежбам за тоа да ми биде веќе навика и така да си се однесувам постојано. Значи тоа што го зборам, тоа што го мислам и чувствувам да биде едното исто, да не ми шантраат многу работите, бидејќи сам ќе се приметам, другите ќе приметат, ама тоа ќе се некако ќе се зацкри, ќе се продолжи работата, ама мене нема да ми биде. И сигурно и нели самото дете во родителството ќе почувствува некаква збунатост, пошто ние праќаме многу збунувачки пораки кога ние не сме на чисто, на вистинско, кон детето се праќаат двојни ние пораки ги именуваме најчесто во пракса. Апсолутно, детето го приметува, тоа може нема да го каже, ама после неколку години у текот на животот ќе му текне дека овој мене што ми зборел као. Мислам, јас сум искусувал такви работи на животот од повозрастните, знаеш, сега ме гледа еден поглед, едно чувство, друг муабет, трето ми мисли и што да верувам сега, знаеш. Значи нема некоја позадина, тоа него едноставно е само моментот сака тоа да се да помине. Да помине, да. Да помине некако брзо. И реагираат, супер е што кажа, можеби нема во моментот да изреагира детето, ама може понатаму да пројави некакво однесување, нешто кое што ова го превзема од тато и од мама, може би на тато и на мама нема да им се допаѓа, несвесни дека и они го правеле тоа. Може, да. И мене ми е најубаво и најпријатно ефектот од после таквото однесување. А и тоа го викаат дарма. Значи не е карма, него дарма создавам, дармички пат или живот, каде што има единствено искреност и чистина. Најтешкиот пат е. Али најблагородниот. Можеш, пробај. Едно да кажеш, да чувствуваш и да мислиш и тоа да биде едно исто. И да го имаме тој контакт со себе, за да знаеме да го направиме тоа, пошто ако сме исклучени од самите себе и само телото ни е подвижно као физичко нешто, а не е внатре, тогаш нема да можеме да го успееме тоа. Има ли нешто кое што како родител се трудиш да го пренесиш на Јасен и изненадува позитивно го покажува тоа? Нека одредена особина, не знам, порака? Конкретно овака нешто нема, моментов можеби не ми текнува нешто што му кажувам пон тоа да го пренесува, него он самиот учи и самиот знае што треба да пренеси. Значи децата све пренесуваат, све може да пренесат, се што гледаат, се, меѓутоа нешто ако нешто го учиме да пренесе, тоа е љубов да има почит, љубезен да е. Мислам, он си е, не треба да го учиме, него само да си биде тоа што е. Тоа му го кажуваме. Нема некој посебно некои фрази или термини да ги кажуваме, ова го научив од дома. Емоционално.
Може да има нешто, да речеме, не знам, од некој даден момент, па сега, тоа му е хит и тоа ќе го носи со себе. Носи, да, ќе го кажува, да. Супер. Некако, ние кога работиме психотерапија, се сеќавам, имаме еден дел каде што секогаш гледаме името на детето, обично кој го дал како, и значењето. И некако ова јасен, буквално ми е еднакво на се она кој што го зборуваме вистинско, чисто, јасно, здраво, функционално. Ова е мое, мислам, јас така го гледам. И може би затоа природно толку доаѓа сето она, нели, да нема фраза или некоја техника, туку едноставно природно го учиме децето и природно си доаѓа сето тоа. Да, јасен, у самото јасен има јаство или царство. Ако тргаме од тоа и патот од каде он доаѓа, како стигнал до тука, исто и тоа е некој таков процес. И што сакав да кажам, дека да има моменти дома, нели седиме, мантри слушаме, да речеме, и он за нив знае да се фати ом му беше едно време ом како нешто, не знам, пак ќе земам како сликам, па вака седим, прави такви некои моменти, како и некои други се не ми текнуваат исто, кои што си ги живее, си ги пренесува, кои му се научени од дома, ама сепак се за добробит работи. Мислам, предпоставувам има некое поразлично чувство кога, не знам, дете доаѓа од училиште и кажува дека било изложено на негативни зборови, навредувања, покажување со прст, нешто, чувство на отфрленост. Како тогаш реагирате? Јас себе имам родители во пракса кои што со цел да го пуштат детето сами да го решаваат тоа, скроз се повлекуваат, а имам родители кои што па одма се јавуваат на другите родители, твоето дете вака, така, нешто, и се навлегува во една друга димензија. Ние, знаеш како му кажуваме, ако нешто е, пример, не знам, хит, кај децата тие таа возраст, да речеме, има многу неубави, тоа не е убаво, да му кажеш дека ти тој, тоа не е убаво што го правиш, тоа му викаме, како кажем, среден прст му покажал. И сега тоа е, знаеш како, што е тоа среден прст? Знаеш, или гледаат доста, они гледаат јутубери, гледаат, учат од TikTok што се појавуваат, знаеш, се децата имаат достапни им се телефоните, дали од тато, од мама, од дедо, баба, таблети, имаат информации доста и у реалниот свет и у овој реален свет. И од двете места имаат информации, сега он прима. И са тие децата после меѓу себе си ги пренесуваат и ги интерпретираат на нивни начин, ги имитираат уствари како го гледаат тој прави саво и покажа. Они појма немаат што значи тоа, ама ние сме должни да ги научиме дека тоа не е убаво. Или тој збор не е убав, поготово странски, ако ништо не му значи, него ама го чула и што е тоа, не. Сега пред баш ми каже што значи тоа, викам тоа не е убав ич збор. Да не си го употребил, ако те чујам, ќе видиш. Пример. Да, јасно. И се у градинка или у школу градинка, поготово си знаат такви да имаат комуникации, знаат да се скачкаат децата, па друг да навреди, нормално некад се уклучуваат родителите, што се случи, зашо ова вака. Да. И тоа мислам дека треба да се реши на брзинка, одма со една комуникација и толку, да не даме многу не знам колку до значење на тоа, како не знам што е, него тоа едноставно влијание на надворешниот свет на детево како сунгер прима и го пренесуваат меѓу себе. И супер е да кажеме што е неубаво, здраво, не. Ние така правиме, за другите не знам, ние го правиме, ако слушнеш такво или ако некој ти направи, кажи му, слушај, тоа ич не е убаво, не си фраер, како ти кажам. И он тоа си го има така сватено, сега колку он тоа го употребу у пракса, ние не знаеме додека у градинка и конкретно, или кога се дружи со другарчиња негде таму у собата или ваму, знаат да прават, нели, секакви глупости, ама прават и убави работи. Некаде и преку тие глупости се обидуваат да изразат својата индивидуалност. Ги оставаме, не толку многу да ги замараме, за да научат. Ние само, пак ќе кажам, насока и наблюдување, нормално со моменти на
Еј, што, дојди вам. Што направи? И тоа е окей. Само без да се претера, без да има насилство. Значи, не ме тепале, нема да тепам. Да, сум добил воспитни нормално. Воспитна е едно, друго е ќотек. Да, физичкиот дел знае, мислам, кога збориме за тепањето, навистина имаме многу последици. Јас се сеќавам на едно од предавањата, учевме многу работи и имавме интерактивна дискусија со самата публика и од еден прекрасен возрасен лик професор кој што научивме многу работи, во еден момент се повика: еве, што ти фали тебе, или што ти недостасува, што те растеле така како што те растеле, па и да имало, нели, удирање или да имало по некој шамар или да било се дисциплина строго и да не се обрнувале многу внимание на емоции или на тоа како се чувствува детето. И сепак ни недостасува, нели? Кога има премногу строгост, кога има премногу ригидност, па и да има премногу попустливост, се што е екстремно знае да има некакви, како да кажем, не окей работи, не придонесува нешто многу функционално. Тешко ли е, пошто да се воспитува и да се негува тоа родителство, каде што во денешното општество повеќе се зборува и се вика, би рекла, отколку што се слуша. Отколку што се оставаме простор некој нешто да ни каже, некој нешто да... Општо вака за... Да. Дали повеќе се зборува или дали повеќе се слуша? Да. Односно, колку ние оставаме простор да сме емпатични кон некого, да го изслушаме или веднаш влегуваме во дискусија. Не знам, јас знам многу пати да сум таков. Не знам зашо, можеби тоа ми е, сум приметил дека ми е мана, зборам лично за себе, одма да влезам, можеби тоа е некој, не знам, аспект од его секако. Го имате повеќето луѓе тоа да си некако, дали дека, сега да не кривам системот е крив, меѓутоа дали дека таква реализација живееме, па секој има у себе зацкриено некои такви слоеви содржини на одбрамбеност или јас знам и рипаме без да се слушаме. И мислам дека тука се губи човечноста и емпатијата, ова кажам лично за себе, јас што приметам кај себе, претпоставам го имате многу луѓе, и затоа многу повеќе сакаме да збориме отколку да слушаме. Затоа повеќе си иде у кафани, отколку да речеме, дај си иде у природа, се мирува, се ќути, меѓутоа и у природа кога се иде пак се брблја. Пак се збора, пак да збориме, да. И само да збориме, не да слушаме. Мислам дека повеќе се збори отколку што се слуша. И мислам дека тоа е момент на его секако, не може друго да биде. Пошто си го приметувам кај себе, стварно е егото и тоа мислам носи такви... Предпоставам, сме доста тригерирани од различни информации, нешта кои што се случуваат, па веднаш сите влегуваме во тие чевли повеќе да вревиме, отколку што да сме тивки, а тишината некогаш е нешто кое што не смирува и ни ја дава таа чистина и да видиме што носиме во себе. Лесно е да направиш галама, да те видам направи тишина, рекол еднаш кај еден рапер. Во една песна што се вика тишина. Да, тоа е тишината е исто пракса и многу поубаво ми е кога само слушам. Стварно да слушам. Почнам да викам, ова не си ти, ова натре егото, рипа, одма ја да кажам, да се направам паметен, дека да, све знам, чека ја ти кажам. И така, чека ја ти кажам, затоа живееме вака како што живееме, како нација, како колектив. Од тоа чека ја да ти кажам. Тони, ти благодарам многу. Јас искрено морам да ти признам дека низ целиот подкаст јас чувствував смиреност. Некојаш знам да сум јас доста вознемирена и да влезам можеби во некоја дискусија што е пофункционално, што не е толку. Верувам дека и нели пошто зборуваме за родителство, јас сам го чувствува тоа. Многу главни работи кажавме денес и во однос на родителството и во однос на нели самите себе, тоа е како
како треба ние да се негуваме, па после се друго, нели, тоа се префрла и на родителство, и на партнерство, и на други социјални улоги кои што сите ние ги имаме, така да ти благодарам многу. Фала и на тебе.